Почитувани гледачи, добре дојдовте во Хоризонти, заеднички проект на Слободна Европа и Гласот на Америка, во кој зборуваме за ширењето на руското влијание во светот и што Соединетите држави и НАТО превземаат за спречување на влијанието на Москва на Балканот и во Македонија. Постојат многу геополитички игри околу Македонија, велат експерти во Вашингтон. Американски политичари за Гласот на Америка на македонски јазик со пораки дека пропагандата на Москва во Македонија мора да биде сопрена. Ако Путин продолжи да се меша во другите држави, неговиот режим ќе заврши гарантирано, смета демократскиот конгресмен Бил Паскрал. Според него, Русија мора итно да престане со ширење на пропагандата во Македонија. Русите се обидуваат да ја тестираат идејата за враќање на стариот режим. Стариот режим е завршен. Тој вели дека и со новата администрација на председателот Доналд Трамп не очекува промени во надворешната политика на САД кон Македонија. Се надевам дека нема да имаме промени, бидејќи Соединетите Американски држави секогаш имале добри односи со македонската заедница. Македонија секогаш ни помагала нам преку испраќање на трупи во нашите војни. Ние сме добар партнер со неа и мора да го почитуваме нејзиниот суверенитет. Загрижено за руската пропаганда во Македонија изрази демократскиот конгресмен Доналд Баер. Излезе дека Русија имала барем некаков ефект врз изборот на Доналд Трамп во САД, дека влијаеле врз гласањето на Брекзит во изборите во Франција и во Холандија и оти длабоко е инволвирана и во Македонија. Баер вели дека загриженоста е уште поголема, поради како што вели тој, проблемите на Русија со алкохолизам, намалување на наталитетот и самоубиствата, како и поради економијата базирана единствено на нафта и на газ. Големување на кибернетската безбедност во Македонија е еден од начините САД да и помогнат на државата да се справи со руската пропаганда. Тој вели дека САД се обидуваат да ја зголемат кибернетската безбедност на информацијските агенции и интернетот, со цел и самите да се заштитат од руското влијание. Треба ова да го споделиме со Македонија за да може и таа да има заштита на кибернетската сфера, во насока да се спречи несоодветното влијание врз граѓаните. Флориан Бибер, директор на Центарот за студии на Југоисточна Европа, вели дека предизвиците со кои се соочува Македонија во моментот можат да отворат врата за уште поголема руска пропаганда. Русија никогаш немала интерес за Македонија во минатото, но сега се обидува да ја искористи незината моќ за добивање одредени поени. Таквата моќ ја базира на поддршката од старата влада. Постојат многу геополитички игри околу Македонија. Според Игор Бандовиќ од Европскиот фонд за Балканот, САД мора да покажат поголема решителност за одредени прашања, бидејќи, вели тој, моменталниот вакуум создава простор за поголемо руско влијание. А Москва како да има потреба да ги дестабилизира Македонија и Балканот за да се пазари за влијанија во други делови на светот, се игра на картата на пансловенството и верските чувства. НАТО, според некои домашни експерти, треба да ја прими Македонија како полноправна членка за да се спречи на тамошно руско влијание. Македонија треба што поскоро да биде примена во НАТО, со што ќе продолжи процесот на интегрирање на целиот регион. Тоа е еден аспект од она што Соединетите Американски држави треба да го преземат за спречување на ширењето на руското влијание во земјава, коментира универзитетскиот професор по меѓународно право Мерсел Билјали. Вториот аспект во оваа насока, според него, е САД да и помогнат на Македонија во економскиот развој. Отварање на границите, заедничкиот пазар може регионот да го интегрира и да ги релативизира сите тие вишоци на енергија етнички кои Балканот го прават како бурен барут. Значи тоа мора да се надмине, што еден процес не е толку лесен, но мора да се продолжи. Погрешно беше едно време што и НАТО и Европска унија значи го оддалечија Балканот. Дури условувајќи со тоа дека вие не припаѓате на нас, оти се нешто друго и треба долго да чекате за да ги исполните услови, со што се увиде дека НАТО може да произведе многу, огромна негативна енергија, експлозивна, која може да биде штетна за целиот регион. Професорот Билјали истакнува дека руското влијание треба да се наблюдува во рамките на целиот регион на Балканскиот полуостров, упатувајќи на две важни прашања за таквата ситуација. Првото е
дека НАТО продира длабоко дури до границите на Русија и бивши, значи, федерални единки на Русија сега се членки на НАТО алијансата. И второ е дека практично Русија како да има потреба да го дестабилизира регионот околу Македонија и во самата Македонија, со што прилично ќе воспостави, значи, една рамнотежа со конфликтот или замрзнатиот конфликт во однос на Украина и Крим. И евентуално да се трампа и спазари со тие односи или со таа состојба таму. Она што во медиумите во Македонија се пишуваше во изминатиот период и според анализите на дел експерти е дека Русија со помош на разузнавачки служби влијаела врз успорување на евроатлантските интегративни процеси на Македонија, а културолошко и верско влијание остварувала со изградба на цркви и со потсетување на сеславјанската политика. Забележливо исто така е изголемено руско медиумско влијание во земјава. Тоа беше се ово издание на Хоризонти, проект на Слободна Европа и Гласот на Америка, во кое се осврнавме на ширењето на руското влијание во светот, Балканот и Македонија и одговорот на Соединетите држави и НАТО. До гледање.